Обилните врнежи од дожд, кои во ноември ја зафатија Преспа, само привидно го вратија во живот второто по големина природно езеро во Македонија. Според последните мерења, водостојот на Преспанско е зголемен за 45 сантиметри, но тоа се уште е под дозволениот минимум од 847,60 метри надморска височина и се наоѓа на 841,22 метри надморска височина. Експертите се децидни, само една делумно поволна хидролошка сезона не може да го спаси езерото. Покрај климатските промени, причина за ваквата состојба е човекот, но и инертноста на институциите во трите држави кои го делат. Стратешкиот акциски план за управување со Преспанското езеро од денешен аспект е тотално неупотреблив, оти е стар 20 години. Една држава, во случајов Македонија, не може да го спаси од исчезнување езерото кое го делат три држави. Земете го во обзир тоа дека не е само до нас, мора да постои висока соработка, високо ниво на соработка со соседните земји. Не можеме да оставиме само една земја да ги решава сите проблеми. Мора да има хармонизација на закони, мора да има хармонизација на методи на работа и секако многу повисоко институционално ниво на соработка, локално, регионално и меѓу земјите. Од 1963 година езерото изгубило 60% од својот волумен, а квалитетот на водата е се полош. Во услови кога пресушуваат дел од реките кои го полнат езерото, квалитетот на водата е загрижувачки. Во сливот на Преспанско езеро постојат реки кои што можат да имаат привремено вода од во одредени периоди, меѓутоа голем дел од нив во сушните периоди воопшто немаат вода. Единствена река која што да кажам скоро постојано се влева во Преспанското езеро е големата река која всушност и представува и најголемиот загадувач на езерото. Од општина Ресен полагаат надеж дека може Преспанско да се спаси, со оглед на тоа што по обилните дождови протекоа извори од кои со децении не капнала капка. После 20 години за прв пат го имаме изворот во Сирхан повторно активен, што е показател дека водата во Преспанското езеро во периодот што следи има тенденција на покачување на нивото. Општина Ресен ќе изгради канализацијски системи и прочистителни стадници, но без свежа вода и намалување на експлоатацијата нема спас за Преспанско. Повеликувањето на водата долж брегот е од неколку стотици метри, па дури до над 5 километри.